Земјоделските производители кои поднеле барање за добивање субвенции не мора да докажуваат дека ги платиле обврските кон управата за јавни приходи за да им бидат исплатени парите. Тоа се дел од новините што се воведуваат со измените на Законот за земјоделство и рурален развој, а чија примена се очекува за оваа година. Според предложениот текст на законот, за корисниците на средства од субвенции престануваат да важат условите за подмирени обврски по други основи, што не се во областа на земјоделството, односно обврски за кои е надлежна управата за јавни приходи, како и условот за подмирени обврски по основ на склучени договори за користење средства од компензацијски фондови од странска помош, за кои е надлежно Министерството за земјоделство. Исто така, предвидено е исплатата на финансиската поддршка од државата, односно на субвенциите, да биде во законскиот рок, најдоцна до средината на тековната година, за што потврда даде и министерот за земјоделство. Јас сум убеден дека 90% од исплатата која што треба да ја направиме за 2017 година, ќе направиме во законскиот рок, кој што е до 36.2018 година. Тоа го разговаравме со директорот и очекувам дека со оваа година веќе ќе се вратиме во нормала, за да се субвенциите ги добивате тогаш кога се потребни, тогаш кога ви треба за инвестиции и за земјоделското производство. Изменувањето и дополнувањето на Законот за земјоделство и рурален развој е во предвладина процедура, а достапен е на единствениот национален електронски регистар на прописи на Република Македонија, каде во наредните 10 дена можат да се даваат коментари, дополнителни предлози и сугестии од страна на засегнатите. Со измените во законот е опфатена и зелената нафта или, како што се наведува, поддршката на трошоците за набавка на гориво за земјоделска механизација. Предвидено е оваа поддршка да изнесува до 50% од трошоците на земјоделските стопанства за набавка на гориво, а ќе се доделува со давање платежни картички за набавка на гориво во определен износ.